Почитувани, денешната пресконференција не случајно ја организираме на оваа локација пред Центарот за услуги на граѓаните на општина Велес, кој своевремено беше урнек по кој во 36 општини во Република Македонија се направија слични граѓански сервис центри. За жал, веќе овој граѓански сервис центар го има надминато времето и затоа ние во нашата изборна програма предвидуваме доградба и надградба на општинската зграда, за да се изгради нов центар за услуги на граѓаните на општина Велес, во кој граѓаните ќе добиваат услуги на едно место и од институциите на локалната власт и од институциите на централната власт. Значи, почнувајќи од лични карти, пасоши, изводи од матични книги на родени, умрени, венчани, сообраќајни дозволи, возачки дозволи и сите административни обврски што може да ги завршат во општинската администрација, даноци на имот, комунални такси и се разбира од катастарот, сите услуги што ги добиваат. Ќе има и шалтер на Македонски пошти, за да може на едно место сите потреби и барања да бидат завршени. Сакам исто така да потенцирам дека општинската администрација, која за жал сега не е таква каква што беше на времето, кога даваше најквалитетни, најефикасни и најефективни услуги за граѓаните, планирам повторно да биде меѓу најдобрите во Република Македонија и да обезбедува квалитетни услуги за граѓаните во рамките на надлежностите на локалната самоуправа. Планираме многу посилен ангажман во обезбедување на квалитетни услуги за бизнис заедницата, за да помогнеме и на тој начин бизнисмените побрзо да ги прескокнуваат административните бариери, за да можат полесно да отворат нови производни капацитети и да отворат нови работни места. Исто така на ова место сакам да кажам дека планираме и отварање на туристичко информативно биро, за да ги подобриме предусловите за зголемување на туристичката понуда и за зголемување на туристичките понуди на општина Велес кон туристите како од земјата, така и во странство. Исто така сакам да ги спомнам и проектите кои се однесуваат на енергетската ефикасност на уличното осветлување. Кога јас бев градоначелник, почнавме проект за замена на сите улични светилки. Тој проект, за жал, е прекинат. Планирам да го продолжиме. На тој начин би се постигнале двојни ефекти. Од една страна ќе се подобри квалитетот на уличното осветлување, ќе се прошири уличната мрежа, а од друга страна ќе се заштедат многу финансиски средства, затоа што новите светилки трошат многу помалку електрична енергија. На ова место сакам да спомнам неколку реченици за проектот за енергетска ефикасност на градинките и на основните и на средните училишта. Планираме реконструкција на топловодните системи, на фасадите, довршување на замената на старите прозорци и врати. На тој начин ќе се заштедат многу финансиски средства кои можат да се искористат за подобрување на квалитетот на одвивањето на воспитно-образовниот процес. Исто така планираме да ги дозамениме сите азбест-цементни цевки на водоводната мрежа и сите кровни покривачи од азбест-цементни табли на училишните објекти, затоа што тие се опасни за здравјето на децата и на вработените во училиштата. Ако имате